Лустрацијата како поим потекнува од латинскиот збор lustratio, што подразбира морално прочистување на душата, духот. Представува свечено чистење на гревовите, чистење со жртва, посвета. Во нашиве денешни времиња, лустрацијата е поим кој се врзува за политиката во посткомунистичкиот период и за транзицијата кон демократија во Централна и во Источна Европа и представува општествено-политички и правен обид за соочување на посткомунистичките држави со нивното минато. Тоа е процес за прочистување од оние што му служеле на тоталитарниот комунистички систем, оние кои свесно ги повредувале основните слободи и права на граѓаните, признаени од цивилизираниот свет, од идеолошко-политички причини, а за себе обезбедувале разни погодности и привилегии во таквиот режим. Основната идеја е да се спречат овие луѓе да заземаат влијателни положби во новиот систем и да прават нови штети. Непосредно по Втората светска војна, кога се затврстува комунистичкиот режим на чело со Јосип Броз Тито, Комунистичката партија на Југославија ги раководи и контролира сите сектори во државата. Во овие рамки била воспоставена и целосна контрола над милицијата, при што при крајот на војната особено важна улога игра партиската известителна служба, одделение за заштита на народот или скратено ОЗНА, чие формирање започнува во 1943 година, а на 13. мај 1944 година се организира ОЗНА при Поверенството за народна одбрана на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, како единствен орган на целокупната разузнавачка и контраразузнавачка организација. По донесувањето на Уставот на ФНРЈ од 31. јануари 1946 година биле реорганизирани безбедносно-разузнавачките служби. Во март 1946 при Министерството за внатрешни работи е формирана посебна управа за државна безбедност, позната под кратенката УДБА. При Министерството за народна одбрана е формирана контраразузнавачката служба на Југословенската армија, позната под кратенката КОС, додека пак при Министерството за надворешни работи се конституира службата за информирање и документација, односно СИД. Инволвираноста на службите е присутна од 1944 година па наваму. Зошто е тоа така? Секој систем, особено овој систем за кој зборуваме, имал потреба и интерес некој да го штити. Во тие настојувања, за да биде штитен тој систем, некои од службите се претворале во систем на самите за себе. У посети смо Институту служби безбедности Југославије. Кои ќе служби државне безбедности дати могуćност da ефикасно штити Устав и Уставом утврđeni поредок. Се до 1955 година, трите столба на тајната полиција, УДБА, КОС и СИД, биле под контрола на Александар Ранковиќ. ОЗНА во Македонија е формирана во јули 1944 година во Кумановско од страна на Мијат Вулетиќ, раководител на секторот за техника и логистика на ОЗНА, кој го спровел специјалното упатство за формирање на оваа служба. Со формирањето на ОЗНА пред одржувањето на првото заседание на АСНОМ, всушност многу рано, во Македонија се воспоставува строга контрола на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ и Сојузната ОЗНА врз работата на државните органи и дејствувањето на повеќето македонски кадри. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за прв началник на ОЗНА го назначува Цветко Узуновски Абас, за шеф на одсекот Кирил Милјовски, како и Елисије Поповски, Злате Билјановски и Блага Поповска. Особена улога во работата на одделението имал и Киро Георгиевски Дејан. Цветко Узуновски Абас извршувал високи функции во органите за внатрешни работи, ОЗНА УДБА, се до неговото отстранување од функцијата во 1953 година. Во времето на СФРЈ, според законот и уставот, секој граѓанин имал обврска и право да води сметка за безбедноста на државата. Во рамките на тој закон за општествена самозаштита, ОНО и ОСЗ, не можел никој да биде вработен на одредени работни места што ги штитеше служба за државна безбедност, ако не беше во некакви релации со таа служба. Не мораше да биде соработник. Следејќи ја генезата на создавањето на политичките досиеа на лицата со поинакви идеолошки погледи и политичко делување, или пак на прогласените колебливи елементи од партиските редови,
така наречени отпадници на револуцијата, можеме да забележиме дека со масовноста и крајната нехуманост на режимот се одделува времето на судирот на КПЈ со информбирото. Во овој период, истражните и другите затвори и работните логори биле преполнети со затвореници, а истовремено се создава распространетата мрежа на информатори и душници. Честопати луѓето биле малтретирани, затворани и осудувани, бидејќи не пријавиле некој сомнителен исказ на брат, сосед, другар, близок. Секој од секого се плашел. Се собирале најневозможни изјави и се полнели илјадници полициски досиеа. На Голи оток, еден од најзлогласните политички логори на 20. век, беа испратени на така наречено обштествено превоспитување, најчесто со административна одлука, околу 1000 до 1200 македонци, но точниот број се уште не е утврден. Првиот Астон навистина беше граѓанско-либерален. И период, и самото собрание одржано на 2. август на Илинден 1944 година, според својот состав, документите, ориентацијата за граѓанска, либерална и обединета Македонија, беше исклучително важен историски настан кај нас. Меѓутоа, неговите и протагонисти и документи, како што е декларацијата на првиот Астон за основните права на граѓаните на Македонија, па и други некои документи, беа поништени во периодот 45-46 година. Во монструозниот систем на Голи оток, многумина заради силните измачувања, најразличните уцени и притисок и пред се за да ги заштитат своите блиски и семејствата од заканувањата, подпишувале изјави за соработка со службите. Луѓето кои ги поминале тие мачилишта кажуваат дека во Идризово и покрај тортурите сепак се чувствувале луѓе, додека на Голи оток им се одземало се што е човечко. Потписот за соработка им бил наложуван како единствен услов за напуштање на островот. Најчесто подпишувале изјави или не подпишувале дека ќе соработуваат со тајните служби, а соработувале и продолжува тој процес така како што беше поставен и кадровски и организационо во рамките на ОЗНА од почетокот, па потоа државната безбедност. Може би трагиката на овој период е тоа што неголемиот број од астомски дејци, оние кои не настрада заедно со Ченто како автономисти и сепаратисти во првите години после Втората светска војна, веќе 49-та, 50-та, 51 година беа ставени во категоријата информбировци, приврзаници на Сталин, приврзаници на Советскиот сојуз и неголемиот дел од нив одведени на Голи оток. Често е спомнуван Панко Брашнаров, неговата трагична судбина, понатаму Петре Пирузе Мајски, Лазар Соколов, Владимир Полежиновски, Васил Калајджиевски, Венко Марковски, че тоа се една плејада астомски дејци кои беа одведени на Голи оток и чии животи завршија дел на Голи оток, а дел потоа беа политички елиминирани, дискредитирани и така натаму како анонимни личности заврши нивниот живот во Социјалистичка република Македонија. Ние имавме еден голем греф, направен од 48-49 година, кога беше информбиро. Сите оние структури кои имаат темни петна од народно-ослободителната војна, ги денуцира оние кои најповеќе им пречеа како чисти комунисти, учесници во НОП. И ги начека 48 година сите вистински комунисти кои не можеа да сватат дека преку ноќ треба да се откажат од Сталин и ги денуцира и ги прати на Голи оток. Трагедија направија за многу луѓе, за многу семејства. Низ досијата на пронешната тајна полиција се гледа дека во создавањето внатрешни непријатели постојат повеќе линии. Веднаш после војната било расчистувано, например, со идеолошките неистомисленици кои биле водени по линија на ВМРО или Ванчо Михайловизам. Меѓутоа, во глобала сето ова било само оправдување за чекорите и постапките кои ги преземала тајната полиција и средствата со кои таа се служела. Тоа за многумина било продолжување на агонијата и казната.
чести повици во канцелариите на УДБА, задолжително поднесување информации, каде се движат, со кого се среќаваат, што разговараат. Дали ќе успеам да кажам суштината и оно што е вредно за татко ми, доктор Константин Тренчев. Доктор Тренчев е била и во Виена на това обединено ВМРО присутен. И Терзиев е там бил. И Иванов, они са студенти со Иванов и Тренчев били таму. Јас бех многу малечка, све ми е кроз некоја магла. Се сеќавам добро да то беше зимски, касно есенски ден, негде около полноќ, некој затропа силно на вратата и рече: докторе, жена ми умира. Татко ми стана, го облече капутот, отиде и веќе не се врати. Настапи молк, не знаевме каде. Тоа беа тешки месеци, мајка ми не можеше да се помири, одеше по сите врати, одеше по сите тие луѓе кои што го знаева уште од Виена, со сите тие што ги правеа плановите за една демократска, самостојна и независна Македонија, сите едноставно бегава, молчева. То беше негде во 46-та година, судење, 5-дневно судење во големата сала на Поштенскиот дом во Скопје. Процесот во кој бевме судени се викаше ВМРО-вски процес на чело со доктор Константин Терзиев. Во процесот бевме 13 души. Доктор Коста Тренчев беше во обвинителниот акт 3, а јас бев 8. Скоро и не личело на судница. Тоа некои групи имале кои барале да се осудат смрт, непријатели, убийци, а замислите, без ниедно убийство и ниедно непријателство. Доктор Тренчев, нити Врховиќ, Михайловиќ, што не е апсолутно врска се нема с това. Најголемиот дел од членството на ВМРО на Тренчев и Терзиев се залагале за создавање на независна македонска држава и воопшто нити контактирале, ниту го познавале Ванчо Михајлов, кој што тога живеел во емиграција во Италија, во Рим. А Марина, Чашуле, Мојсов, тие беа и обвинителите на многоте процеси во тоа време. Во тие дни, кога секој наш човек, секој наш кадар придобиваше поголема вредност од колку што беа неговите индивидуални квалитети, ние одделивме за органите на државната безбедност изворедно силен сегмент од нашите револуционерни кадри. Само споредбата на наведените бројки за досиеата со поранешните веднаш ќе укаже до каде се спрострел заговорот во таа смисла. Склон сум да верувам дека слични бројки не би може да се сретнат дури во најцрните антимакедонски архиви. Години поред, јас лично сум имал прилики да слушам искажувања на поединци дека знаат оти се контролирани, дека знаат оти се прислушувани, дека им се отвора поштата и дека за нив се водат досиеа. Бројни се примерите кога самата државна безбедност од свој побуди им подскажувала дека постои над нив таа контрола. Не е прв пат, другари, македонската интелигенција, токму затоа што биле македонски, да бидат обекти, да го потребам овде званичниот термин на материјалите на државната безбедност, на тотална контрола. Ја имах таа среќа да задните години шетав около франкофонијата, а тука шеташе и Чашуле. И реков, одам да му се представам. Отидов и седнав до него и отпочнавме разговор. На крајот реков да ви се представам, ние се поздравуваме и менјаме по некој збор како сте. Јас сум ќерката на доктор Тренчев. Кога го реков тоа и дополнив, jer беше он веќе во длабока старост, докторот Тренчев од судскиот процес на тројцата доктори.
човекот пребледе толку и јас се престрашив да не му се слоши. И тој, онака посрамен, Оливера, сгрешивме кон татко ти. А колку он бил пред нас. Ние изгледа бевме само овци и паѓавме под влијанието на оние од озгоро што кажуваа. А како визионер и идеолог беше тој. Не на едно место на Балканот и не по еден повод за нив се отвореле досиеа како за непријатели. Го правеле тоа за да ја задушат македонската национална свест, да ја оневозможат македонската револуција, да го обезглават македонскиот народ. Што правиме ние со неколку илјади такви луѓе кои беа, на кои им беа земени граѓанските права, им беа земени одличијата, на тие на кои им ги растуривме семејствата, им ги шиканиравме децата кои не можеа да се школуваат нормално, кои мора да напуштат државата. Ги преживе сите голготи на едно нечовечно време, на едно двојство во човекот. Зошто тој толку да истрга? Затоа што најмногу ја сакал Македонија и што и секој пат сакал да ја види онака самостојна и слободна. Затворањето и смртта на Павел Шатев при крајот на јануари 1951 година, последниот македонски гемиџија и човек кој својот живот го посветил на борбата за слобода на Македонија, зборува за уште една невина жртва на тогашниот Титов режим. Во објавеното досие на Павел Шатев во записникот од сослушувањето во УДБА, работен на 2 февруари 1950 година, меѓу другото, на прашањето на иследникот каде го затекнала резолуцијата на Информбирото и што ја одбележала неговата дејност потоа, Шатев одговара: Резолуцијата на Информбирото ме завари во Скопје како пензионер. После истата, која на мене не остави некој кој знае каков утисак, јас не сум имал некои забележителни разговори по тој повод. Мене, после резолуцијата на Информбирото, а на основу разговорите кои ги водех со истакнати личности во Бугарија, ми стана јасно дека за едно искрено решавање на југословенско-бугарските односи не се пречка желјата на народите, а руските државни интереси. Во досието на Владимир Полежиновски, еден од авторите на асномските документи и голоточки затвореник, стои признанието: Мојата работа по линија на Информбирото се состои во тоа што дискутирав по разни прашања со следниве лица: Петре Пирузе, поранешен врховен судија, сега уапсен; Соколов Лазар, поранешен помошник директор на Институтот за меѓународна економија и политика на ФНРЈ, сега во затвор; Глигоров Киро, помошник на министерот за финансии на ФНРЈ; Бане Андреев и Душан Савевски, студент на економски факултет во Белград. Значи, во однос на идеолошките противници, односно личности кои биле под одредена оперативна обработка во службата за внатрешни работи, значи во првиот период се водат личностите кои биле за обединета Македонија, позначи нивниот македонски екстремизам и национализам, после личности кои биле за идејата на ВМРО за обединета и суверена Македонија, но најчесто за да се компрометираат овие личности кои биле за идејата на ВМРО, се воделе под ВМ елементи, односно Ванчо Михајловистички елементи. По сите тие нивни дискусии до израз доаѓа нивниот македонски патриотизам. Тие се загрижени за мегаломанскиот петогодишен план. У Народни републици Македонија почела е велика борба за остварење првог петогодишњeg плана. Предводници у народно-ослободилачкој борби први су и у новој борби наших народа, у борби за план за бољи и среќнiji живот, кој се пренасочува во интерес на развиените северни републики, па нивната загриженост е во правец дека Македонија многу губи со пренасочувањето на овој ваков нереален петогодишен план. Исто така се загрижени за македонското прашање, кое престанува да станува актуелно по судрот со Информбирото, завршува граѓанската војна, почнува укинувањето на културната автономија на македонците во Бугарија, така натаму. Сите нивни разговори, дискусии се на линија дека партијата се служи со недемократски методи, дека иако сме веќе во слободна Југославија, системот на конспирација, на тајност од предвоениот период уште е присутен и така натаму. Значи, тоа се реални критики за недемократските методи на владење на комунизмот,
комунистичката партија, реални критики за оштетеноста на Македонија во таа економски услови промени кои се случуваат во Македонија, се поставува македонското прашање и така натаму. Ништо од сето она кое стои во досиејата на сите овие личности не зборува за нивната антидржавна дејност, заради која биле одведени на Голи оток и доживеале таквата страшна судбина. Секој бил евидентиран под посебен број, а за секоја група или организација постоело или постои разработка на досие под псевдоним или шифра. За припадниците на организацијата Бунт, од која беше стрелан водачот Трајко Попов, а во која членувале браќата Борисов и Милорад Градишки, Ефтим Гашев, Никола Попов и други, се води разработка на досие под шифрата Браќа, а потоа досие Компанија. Бунт е формиран 38 година. Тие сме ние кои први почнавме со Бунт, Македонско национално движење Бунт. Мораме да се побуниме на некаков начин. Мораме да помогнеме на некој и да ни помогне некој. Ние сме нација и затоа и носиме име Македонско национално Бунт, да се помогнеме. Прво, спремаме народ, а после, ако треба, ќе го наоружаме. Потоа Ѓорѓи Ордев, Панде Ефтимов и Александар Диневски се водат во обемната разработка Унион. Тоа е мое и се вика Унион. Тоа е 40.000 страници. Тоа досие каде не знам јас, бидејќи имам повеќе досија. Едно досие е Галичица, го имам јас шифра Галичица. Досието новинар го читав, го немам. Затворското досие друго е го читав, го немам. Досието 1056 не го знам, го има инаку него. И најголемото досие Унион, тоа е 40.000 страници. Материјалите што ги има прибирано по времето Унион. Унион подразбираат обединета Македонија, за кој се категорично Југославија начело со Тито и со Лазар Количич и со сите тие родостапници што застана начело на партијата цел еден век. Македонија беше несватлива да биде самостојна држава. Во него се содржани сите гнасотилоси и сите аналфабетски структури на службата за државна безбедност и на Централниот комитет на така наречената комунистичка партија во Македонија, што се менуваше на неколку пати како змите козата што менуваат. Има огромен број досија, како лични, така и судски, во кои линијата ВМРО се поистоветува со Ванчо Михајловизмот. Па најлесно им било тоа последните две букви РО да ги прешкртаат, па да остане само ВМ, што дава сосема друга димензија на целиот предмет и на досието. На насловната страница на досието стои дека дадено лице е апсено поради членство или раководење на Ванчо Михајловистичка група, а веќе во наредниот документ, ревизија на личното досие, стои членувал во ВМРО Правда. Ванчо Михајловизмот со ВМРО Правда се разлика како Бог и шеширџија. И велам затоа дека таа изјава на Тито од 45 година, дека Македонија не го изживеала Михајловизмот, има длабоки траги во цепкањето, во кинењето на националното македонско ткиво. Неспособноста на УДБА и на сите тие крлежи што работеа во таа УДБА против интересите на Македонија и македонскиот народ, почнаа да измислуваат работи. Тај Свето Митревски го правеше тој тај бабамхова. А го доведува и Чамински, Стојан. Затоа што со Чамински јас сум соученик. Учителската школа заедно учевме и во една клупа седевме. И он кај мене требаше на емотивен план да делува. Методите што ги преминуваа беа неверојатно драстични. Јас и денеска тврдам со морална одговорност дека тие не беа злосторници. Сите целата група сака да го предизвикат општественото мислење
во Македонија за опасностите што треба да дојдат и што дојде и денеска се присутни. Тие минираат политика. Ја минираат Грција. Грчкиот консулат и експозите не му успеваат таму. Ма види сега, кога беа бомбите, ние 10 години работевме додека не допревме до извршителите. 10 години. Па не Зездуцка, па имаше психолошки диверзии. Самото минирање на политика кога почува ги избесна нив, полицијата е избесна и армијата, затоа што толкова експлозија да се направи беше неможно во центарот на Скопје пред самата железничка станица, старата железничка станица. Тоа предизвика една, што би рекле турците, шашма во смисла на организацијата и структурата на службите во полицијата. Бара по дрво, под камен да откријат кој е. Но основното нешто во однос на експлозите, јас преќе споменав, самите тие организаторите на пукотниците, со исклучен Кајонче Котевски, беа луѓе на полицијата. Полицајци по професија, од кои што некој зазема многу високи позиции, но и познати луѓе од техниката за поставување на мини. Ставена бомба у Орци Николов. Зашто? Зашто беше школата мешано, нели имаше паралелки српски таму. Пак е некоја друга школа таму што не им се допаѓа името таму. Идеме, ние се влечеме по тие шахти, махти, тражиме бомби, нема бомби. Во дом ЈНА ќе ни остават кутија со штикли од чевли стари, тие реагираат на детектор, знаеш. Па ние лазиме, па вамо, таму, па да ги... Па куче вржале со ланец под мостот, ова камени мост ставиле под последниот оној лак таму, никој неќе да иде. Ја одам да ја ритнам, гледам која нога, ако експлодира која нога, помалку ќе ми биде потребно. Разбираш ли? Луѓе сме и ние таму, гледа народ се собрал, стадион цел, гледа што се случува, полиција никој неќе да отиде доле. Тоа време веќе се појавуваше идејата во Скопје да се формира Европскиот Исламски универзитет во Кондово. Тие го направиле тој потек да го скренат вниманието. Тоа е последниот бомбарски напад. И онче немаше врска со нив да се разбереме. Веднаш да го изолираме од тоа. Тие немаше врска со бомбарските. Виновен беше затоа што ги познаваше. Иначе Јонче Котевски сум го молел, само на коленици што не го молев, како професор на факултет, да дојде и да пријави. Му кажував, Јонче, с ноштите слушавме кај човекот, кај овие што ставаа бомбите, го озвучивме, да ви кажам, не знам кај не го озвучив. Не можеше да мрне. Имавме воспоставено јапонска пратња. И тој откри пратњата, ние сакавме да ја откри, отиде, му се жалеше на командирот, му кажавме на командирот, тачно е, го работиме за бомбите. 6 бомби што беа ставани по Скопје, за среќа, настрада само еден албанец кој дојде од Витина случајно кај џамијата, кај Исламска верска заедница. Таму експлодира бомба 10 кила ТНТ, направи кратер метар у бетон. Во личното досие на Кокаровски Киро, роден 1935 година, во селото Цер Кичевско, стои дека бил член на националистичка организација Бура, поранешно друштво Слога, во полната Кичевска гимназија. Јас сум Пеце Кокаровски, син на Киро Јорданов Кокаровски, еден од водачите на организација Бура во Кичевската гимназија во почетокот од 52 до 56 година, кога е истата разбиена од службата за државна безбедност. Од разговорите со мојот родител за организацијата Бура имам доволно информации кои биле луѓето кои соработувале со службата, пошто после тоа ги имаат откриено како
луѓе кои што биле инфилтрирани од службата да ја разбијат организацијата, работеле на покривање на организаторите на таа организација Бура, да ги наведам, тоа се Бранко Стојановски, браќата Методија и Димко Цветковски и мојот родител Киро Кокаровски. Идеологија каде што би собрале што повеќе членови и сакале, нивната цел била да шират што поголема интелигенција во македонското ткиво за понатамошни инфилтрирања во сите сфери на тоа општество во времето на социјализмот, колку и да биле местени, колку и да биле прикривани и филувани, значи еден ден мора да излезе вистината. Кокаровски бил сослушуван во 1955 година, не е суден, а неговото досие е формирано во 1960 година. Меѓу другото, еден од информаторите во извештајот од април 1956 година наведува дека основачи на друштвото биле Методија Цветковски наречен Ченто, Трајковски Бранко Тимур и Кокаровски Киро Даглас. Кандидатите за членови давале определена заклетва пред наведените личности. Друштвото добило поизразена политичка димензија од месец април 1956 година, откако бил суден Венко Марковски, бидејќи, кажува изворот, како млади писатели прилично го ценеа Венко преку своите дела. Почнале едно време да фрлат и летоци во Кичевската гимназија, во Кичево, низ градот, со содржина "Народе, разбудете се", такви некои содржини. Осем тоа, во неми се осеќал извесен национализам, кој многу сакаја да читаат македонска историја, односно историјата на Илинденското востање. По овие прашања воделе често пати дискусија и едно е што сите се слагале да македонското прашање за соединјавање на Егејска и Пиринска Македонија е запоставено од страна на властите. Наше е мислење да се за истите обустави постапката, бидејќи сматраме дека нема доволно елементи на друштвена опасност. Одсекот за државна безбедност при Секретаријатот за внатрешни работи во Охрид во октомври 1961 година наведува дека Кокаровски Киро, студент на Филозофскиот факултет во Скопје, бил апсен, но не е суден. После тоа и натака е приметуван да се дружи со негови сомисленици и во разните дискусии да застанува на ВМ линија. Он е затворен во меѓувреме заедно со Спиро Стевановски, што е групата во ЦЕР. Он е затворен само заради тоа што бил во таа група и зашто го кажал ова во некое излагање на кај што работеле. За затвораните лица се воделе затворски досија под број заведен во затворските архиви. Денес Државниот архив на Република Македонија располага со околу 22.000 затворски досија и околу 15.000 политички досија. КОС водел посебни досија, но нашата држава ги нема на увид нивните архиви, која е голема пречка во расчистувањето со поранешните структури, со доушниците и со спроведувањето на лустрацијата. Истовремено, службата за разузнавање при Сојузното министерство за надворешни работи СИД се уште не се ни споменува, иако голем дел од дипломатските представници и високи службеници во амбасадите биле информатори или обавувале различни разузнавачки задачи. Не можеше никој да отиде у странство да биде представник на југословенска фирма и да барата со милиарди, ако не беше соработник на УДБА. Тачка. Амбасадор, како пред Трифун Карапетров, амбасадорите има подпишувани зашто Трифун Карапетров, нашиот дипломата во Белград, беше 6 години економско аташе во Полска и 12 години остана во Русија економско аташе, после кога се растури Југославија, остана да работи за интересите на Македонија. Он беше едно 2-3 години, кога се враќаше од циклусот, директор на СИД. Според изворот Спасение, модерното во литературата мора да се разграничи од етикетирање за ѓиласовштина. Според него, 60% од писателите ги прегазило времето од литературен аспект, а само Јаневски неуморно се пробива напред. Славко Јаневски, воден под шифрата Славјан, како едно од доверливите лица на Лазар Колишевски, низ целата своја кариера е во улога на оценувач на подобноста и идејната правоверност на одредени творци. Така, во службената белешка од август 1974 година, тој е згрозен од песната Без наслов на Димитар Јановски, објавена во Современост. Задолжениот инспектор запишал:
Нашата оперативна врска Славјан се згрозуваше над содржината од песната и со вчудоневиденост прашуваше дали е возможно ваков текст да се печати во денешно време. Политичкиот рефлекс кај одговорните луѓе на современост затаел, ако некој немал и поинакви намери, истакнува Славјан. Димитар Јановски. Тој е повратник од источноевропските држави по потекло од Егејска Македонија. Човекот поет аматер, пишува поезија, плачи на својата судбина на бегалците од Егејскиот дел на Македонија и тоа му беше замана бидејќи таа негова песна под наслов, без наслов, е објавена и се крена цела држава против него и против главниот одговорен уредник на тој вестник Современост, па се води постапка, па судење и така натаму. Споменувајќи го името на Ристо Шишков, Славко истакнува дека во него живее Homo duplex, односно Шишков живее и во реалниот свет со неговите ликови од сцената. Кај Шишков се работеше за еден феномен кој повеќе се вика некодошлук, завист, кој е поврзан со кодошлук, меѓутоа, знаете како е, кај уметниците зависта често преовладува и често игра главна роља во донесувањето на некои приватни решенија. Значи, ако сум јас актер и играм со еден актер од типот на Шишков, а јас не сум од тој маштаб, јас почнувам да добивам една фиксна идеја дека сите главни роли ќе ги игра Шишков, а јас ќе играм Повелете писмо. Гениална личност, неповторлива категорија. Ролите што играше ги доживуваше како да е тој вистинскиот јунак. Тој се најде веднаш на удар. Но, дружењето и со него беше фатално и за двајцата, зашто и добронамерната размена на мислата се трансформираше во сосем поинаква содржина и добиваше видоизменети димензии во кои што и двајцата ќе се најдат судрени. Ристо Шишков, колку можевме го штитевме, испадна дека јас сум наредил да се дерегистрира ПОО Табакера поради тоа што Ристо Шишков сум го навредил. Сум рекол дека плямпа. Па што да кажам, како да кажам, дека тоа што го говори е вистина, не викам дај. Упијана состојба, ние сега во оваа држава кој дошла да рушат пијани луѓе, да ја туриме катанец, нели? Ако сакав да се бранам, се уште сум во состојба да си најдам адвокат. Го молам бранителот по службена должност да не се претка во мојот приватен живот. Објектот Хотел Сплендид се урна и точка. Јас лично сум одговорен за причинетата штета. Шишков имаше и една така друга човечка, да речам, слабост или особина, по која што знаеше да се напие, или што би рекол Любен Ташковски, вечерва ќе се напијам како земја и ќе отпатувам во Солун и така натаму. Ова важи и за него. Имавме проблем со кафански патриотизам. Ке се начукаат, особено во бифето на МНТ Стар, и таму се правеше парада. И сега, секој за да се заштити, ќе трча прв кој ќе се отрезни да го пријавува овој оној. Така настрада Ристо Шишков. Пред да умри Шишков рече, ме убија медиокритетите. Тоа беше пораката на Шишков пред смртна. Понатаму Славјан дава оценки за состојбите во македонска книга, каде играл особена улога. Во овој контекст го посочува како непријателски расположен Душко Наневски. Сепак, откако бил во 2 наврати во рацете на безбедноста и по последниот нервен слом, Наневски не можел и не смел повеќе да делува, при што Славко отворено му рекол дека го има на око. Во досието на Глигор Крстевски Гиге, писател роден 1932 година во Прилеп, еден од основачите на ВМРО групи во 1946 и 49 година, во една белешка од август 1980 година, меѓу другото стои дека тој се јавува како припадник на следниве категории: раководител, член на повоена ванчовистичка организација, група, автор на пароли, летоци, учесник во кинење на знамиња, судски административни мерки, осудуван 4 години. Досието формирано во СВР Прилеп 1947 година.
линија на работа, македонски национализам и шовинизам. Понатаму во објаснувањето за манифестирањето на непријателска дејност и карактерни особини се наведува: како ученик во гимназија организирал непријателска група која имала за цел обединета самостојна Македонија под протекторат на САД, по издржаната казна, повторно оформува националистичка група ВМРО Правда, во која биле опфатени повеќе лица. Располагал и со машина за пишување, отчукувал и растурал летоци. Глигор Крстевски ќе има различни последици и притисоци од неговото некогашно дејствување. Меѓу другото, при преминувањето на работа од Радио-телевизија Скопје во книгоиздателството Македонска книга, во службената белешка на Службата за државна безбедност од јануари 1975 година, изворот Нико наведува дека непознат автор упатил писмо до академикот Славко Јаневски, со кое го предупредува дека Крстевски бил 2 пати осудуван од Народниот суд за антидржавна дејност против социјалистичкото уредување на Југославија и има лежано затвор по неколку години на 2 пати. Имате можност ова да го проверите, му се сугерира на Јаневски. За истиот случај следеле повеќе разговори меѓу задолжениот инспектор и информаторите, така што понатаму во документот стои: Јаневски се консултирал со Кочо Битолјану, заменик секретар на градскиот комитет на СКМ Скопје. Битолјану побара податоци за Крстевски и Глигор, кои му беа доставени на 9.1.1975 година, токму кога беше добиено и анонимното писмо. По разговорот со Битолјану, Јаневски ме информира дека ќе му откаже на Крстевски, со образложение дека е непожелно да се земат кадри од РТВ Скопје, со оглед да истите во последно време се осипуваат. Информбировското или ВМРО-вско минато, или поинаквата политичка определба на поединци, секогаш им висело над главата, а службите знаеле да им го наметнат како голем греф и терет, со цел да ги уценуваат и принудуваат да бидат соработници и информатори, или да извршуваат задачи кои биле спротивни на нивните морални убедувања. Затоа многумина се изолирале и самите се исклучиле од јавниот живот, но најчесто станувале предмет на следење на блиски луѓе од нивната средина кои давале информации, а службите ги преработувале и ги полнеле политичките досиеа со илјадници страници материјали.